мило ми е да вечерва ги поканиме сите наши членки и сите жени во Струмица на ова наша трибина, која што сметам дека ќе биде доста интересна. Темата е актуелна во сите возрасти и доби, значи ние кога сме биле млади, меѓутоа доста има промени настанато во животот, значи потребно и родителите да учат и да бидат запознаени со се што се случува околу нас, за да можеме да ги следиме и нашите деца. Значи трибината вечерва ќе ја одржи господја Весна Петкова. Таа има веќе искуство на оваа тема, доста трибини има одржано, така да мислам дека ќе биде и членството и присутните задоволни од одржаната трибина. Целта не е да ја разбудиме само свеста меѓу младите, меѓутоа за тоа да бидеме информирани и како родители и како мајки. Гледаме во последно време што се случува во државата и навистина и овде насекаде околу нас, меѓутоа не е нешто ново. Може би, за жал, малце повеќе луѓето кои работиме на таа проблематика, може би директно во образовниот систем, може би работите кои случуваат секојдневни убиства, суициди, значи педофилство не доведуваат до ситуација да кај голем број на интелектуалци, луѓе, група, еве како што се вечерва да кажем, Унија на жени на ДПМН, да ги организираат овие трибини се со цел подигање на свеста и кај младите, и кај родителите, и кај институциите кои навистина ова е системско решавање на проблем. Значи, насилството, тоа што е во домашните услови, сега се манифестира и е доста зголемено и надвор. Значи, доста фактори влијаат, меѓутоа затоа сме вечерва да позборуваме и навистина, мислам, треба покрај тоа гледам дека и образованието, и СВР Струмица, и сите во Македонија, значи секој своите сегменти работиме меѓу младите, меѓутоа мора да работиме меѓу возрастните. Тоа е разлика во генерации, се со цел за да се надминат некои ситуации кои можеби и ние возрастните ги правиме, а не сме свесни дека сето тоа е одлика и слика на нас возрастните што децата манифестираат. Или едноставно сакаат да не дадат некоја порака, се извинувам родители или ве молам, обрнете се назад и видите дека имате деца. Значи, доста години работејќи на оваа проблематика, ние секогаш знаевме институциите или невладините организации, меѓутоа колку сме могли ние преку кампањи и вакви собедни, значи, митинзи да презборуваме, меѓутоа никогаш не се работеше со детето. Значи, да, зборевме дека работиме со мајката и со децата како жртви, меѓутоа никогаш дете или немаше советувалиште за деца. Апсолутно посебни тимови. Едно насилство кое се трпи во семејството, нормално дека ќе се манифестира надвор. Има доста луѓе кои денешната ситуација за профит, за повеќе пари, бизнис, они мислат дека ако му дадам јас пари на моето дете, она е задоволна. Меѓутоа, навистина љубовта многу значи. И затоа тоа е насилство од корени, кои ние мораме макотрпно да работиме. Еве веќе, значи, една многу јасна порака ни даваат сега младите. Не е тоа во семејството, те молам трај, значи овде се случува нешто надвор, ние мораме да бидеме некој фактор. Меѓутоа, гледате, со деликвентното однесување не се ни младите виновни, јас секогаш велам дека нема лоши деца. Значи, навистина, ние сме родителите некаде затаени. И затоа мора од мали корени, значи размислуваме или веќе стратегија да направиме за врсничко насилство, каде ќе се почне од малите корени, да кажеме, од градинка, па во образовно-воспитниот систем, што за жал сега сме само образовен систем, не е воспитен систем. Меѓутоа мора да го вратиме нештата, мора да ги вратиме моралните вредности за сето цел да ги навлинеме овие нуспојави кои навистина е многу жалосно што се случуваат насекаде околу нас. Да. Да. Дали сметате дека најголем сегмент од ова појава е причината од оставувањето на дете? Па сега навистина да ви кажем, значи ако ги земаме сите анкетни истражувањата кои, значи 95% ова што се манифестира надвор меѓу младите луѓе е се благодарение од семејството. Значи не можеме да кажеме дека не влијаат и социјално-економските ситуации, не влијаа и на работа, мислам повеќите видови, меѓутоа пак ќе спомнам. Многу зависи дете во каква средина живее, во кои услови живее.
со какви родители, и да ви кажем дека многу е мала бројката на родителите кои го имат односот родител-дете, меѓутоа ние сме другари. Значи јас овде ќе бидам другар, саат време со моето дете, а мама ќе бидам тогаш кога треба да бидам мама. Кога би биле, да, сите кога би размислувале дека имаме разлика во генерации и дека јас морам да се симнам на ниво на моето дете и морам да го сватам, бидејќи нус појавите и нормално технологијата оде напред, одат и они, нема да биде тоа и затоа мораме сите заедно, значи и заедно со вас и медиумите, да агресивни кампањи се со цел да ги надминеме или ублакнеме овие работи кои ни се случуваат. И останувате за крај дека не постои лошо дете, дури да... Останувам до крај, верувајте, не знам, јас навистина пак и мислам дека би сакала да имам трибина, пошто и сум предавачика и младите деца и навистина стоам на страната дека нема лоши деца, некаде родителите затајуваме во нивниот воспитно-образовен систем и во нивната личност стварење.